И додека одбранбените договори меѓу САД и Индија беа во центарот на вниманието за време на посетата на индискиот премиер Нарендра Моди во Вашингтон, исто така се зборуваше и за билатералната трговија. Постојано зборував за потребата двете влади да постават цел од 500 милиарди долари за трговија и инвестиции меѓу САД и Индија. Оделот за трговија на САД вели дека трговијата со Кина достигнала повеќе од 690 милиарди долари, но со дефицит од 383 милиарди долари. Американскиот представник Рокано од Калифорнија вели дека билатералната трговија со Индија им нуди на САД шанса да имаат побалансирани односи од оние со Кина. Индија со некои од договорите ќе купува работи од голем број наши одбранбени изведувачи или одбранбени компании. Тие помагаат да се отворат работни места овде во Соединетите држави и тука треба да научиме од грешката направена со Кина, која беше нереципроцитетен трговски договор. САД ги охрабруваат компаниите да се повлечат од Кина и да го промовираат така нареченото пријателство со земји кои се политички и економски сојузници како што Индија. За време на посетата на Моди во Вашингтон, Индија се согласи да ги укине одмазничките царини на увозот на алуминиум и челик од САД, но САД ги задржаа царините за индискиот алуминиум и челик, што изненади некои аналитичари. Индија доби прилично суров договор и е сосема изненадувачки што администрацијата на Бајден не направи ништо за да ги отстрани оние царини како сигнал за поддршка за незините растечки односи со Индија. Манак исто така вели дека Индија треба да ги намали регулативите за да создаде попријатна средина за американските инвестиции. Индија има долгогодишни ограничувања за странски директни инвестиции. Има ограничувања за странска сопственост. Во иднина целта е да се прошират деловните односи по одличните воени односи меѓу САД и Индија.